на Радио Пела. Спортски журнал. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на радио телевизија Пела. Ова е емисијата Спортски журнал. Секој понеделник и петок во истото време, некаде по 11 часот, 1 час трае емисијата со разни содржини. Секогаш редовно покануваме и гостин во студиото и низ разговор ќе ги одгатнеме оние новости што се во областа на тој спортот кај што е гостинот, така и денеска имаме на наше задоволство гостин во студиото, а и потоа имаме посветено минути на останатите спортисти и спортски клубови од Прилеп и Прилепско. Тука во студиото на Радио Пела сме јас Зоран Егески и мојот ководител соработник Николче Димески, кој воедно е задолжен и за техничкиот дел овде во Радио Пела. А имаме и гостин во студиото, меѓутоа пред да го представиме, да кажеме дека може да се вклучат и нашите слушатели и гледачи на каков начин? Така, можат да не побараат на 0703033437 или на Facebook профилот на Радио Пела, секако и на Вибер, како и да очекуваме ваши коментари и мислења. Во текот на разговорот можете да се вклучите на било каков начин, се разбира, разговараме на интересна тема, најинтересната тема Прилепскиот фудбал. Прилепскиот фудбал, нормално. Да, тука на наше огромно задоволство во студиото наш гостин денеска е легендарниот фудбалер Тони Наумовски, фудбалер и тренер. Добар ден и добро ни дојде во нашето студио, Наумовски. Добар ден, Зоки. Поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Никола, ве поздравувам и се надевам ќе направиме еден добар разговор. Да, тема е прилепскиот фудбал, меѓутоа на почетокот неизбежно е, мораме така да почнеме со она премногу трагична, тажна вест што се случи пред неколку дена, смртта на легендарниот фудбалер Николче Здравески, кој беше ваш соиграч, исто така и колега во тренерскиот позив, меѓутоа мислам дека и како другари бевте мошне блиски. Што ќе ни кажете за Николче Здравески Наумовски? Па да ви кажам искрено, веста ја примив како да кажам, неочекувано и бидејќи пред 3-4 сати пред неговата смрт јас се слушнав со неговата сопруга и зборував на телефон, немаше никаква најава нешто дека е во тешка ситуација или нешто такво. Јас имам контакт стално со него и од кога се разболи и пред тоа и како играч и после тоа како сигурно децении се беа во прашање. Тренери во спортска академија бевме заедно 10-та година. Изгубив еден голем пријател, тренер кој што покажа дека со неговата работа за многу кратко време неговата фудбалска школа одеше многу напред, многу брзо. Тоа беше Еврогол. Еврогол, да не зборувам за како тренер во фудбалскиот клуб Победа. Значи, навистина, уште сум во шок и со неверство дека не е меѓу нас. Но се надевам дека ќе останат неговите спомени кај мене, кај сите и кај цел град, како фудбалер, како личност. И навистина ми беше многу тешко и се двоумев дали да идам на оваа емисија, но сепак животот оди понатаму, како што кажав, и не можам да ја опишам жалоста кај мене за еден таков човек. И тоа е тоа, мислам дека ќе останат неговите спомени кај нас и како фудбалер и како тренер. Спомени сигурно има многу
спомени каде што заеднички настапувавте. Еве, дали може да се заборави, например, една Перуџа кога гостуваше во Прилеп. Прво беше Перуџа 99-та година. Тогаш извадовте 0-0 со еден италијански калчо лигаш. Игравте, бевте соиграчи. Па ви кажав дека имаше многу, иако покасно имаше многу добра кариера и во Пелистер и во Вардар, и кога се врати во Победа. Ајде, за тоа да го прокоментираме. Јас велам дека фудбалерите кои што мора да се докажуваат прво настрана, а потоа да бидат прифатени во родниот град, како Јане Николовски што направи, а истиот пример е и со Николче Здравевски чинам. значи, Мораше во Преспа да оди, од Преспа во Пелистер, па Вардар, со Вардар освои куп на Македонија и потоа во Победа секако го достигна и ми се чини и врвот на неговата кариера. Што мислите за тој подвиг да оди настрана да се покажува? Како пример за младиве кога генерации. беше како млад играч, имаше стварно навистина голема конкуренција во Победа. Може и тогаш би заиграл, но имало околности кај што некои играчи на неговото место во тој момент отстрана многу. Да, и во тој момент биле подобри, но сепак со неговата упорност, работа докажа и направи таква кариера каква што направи. Заслужено и навистина еден од прилепските фудбалери кои што ќе го паметиме по добро, Јас го добре. нареков прилепскиот Дел Пјеро. Па имаше некои имаше некои индивидуални способности кои што ретко денешни еве ги гледаме млади играчи дека ретко ги имаат тие квалитети. Јас ќе го паметам по головите против Универзитетеја и на домашен терен и на гости израмнувачкиот погодок, особено голот кој што го постигна тука пред прилепската публика. Да, бевме учесници, јас бев учесник на тој надпревар. Задоволството беше големо на Универзитетеја да ја поминиш. Потоа беше Тоа јас го споредувам, Универзитетеја е една од најдобрите екипи во Романија. Да, во тој момент и беше. Исто како во поранешна Југославија да се победи Хајдук или Динамо во Загреб. Да, Универзитетеја беше прв клуб во Романија во тоа време. Па следеше еден огромен стадион, услови, екипа, играчи. Направи неголем успех во тој момент. Тоа беше сензација. Сензација и тој беше еден од најзаслужните за тој. Со тие два гола што ги постигна. Со тие два гола што ги постигна. Да му е лесна земја, мислам дека многу прерано не напушти, имаше уште многу во него. И како тренер да се доискажи и во школата и нареден период да работи во сениорски клуб, бидејќи ги имаше тие способности. Беше и шеф на стручниот штаб како тренер, ако зборуваме на 11 октомври, кога беше во прва лига. Во прва лига. Тие се и најголемите достигнувања на 11 октомври како клуб. Да, влегува во прва лига и во прва лига беше тренер. Жалосно, мислам, Зоки. Како се работувавте во спортскава академија? Во спортската академија сме од втората година, тој јас бев пред него една година. Работевме со генерации, од тие генерации излегоја. На твој предлог тој се приклучи тука? Да, беше на мој предлог и тој и Кебаковски заедно. Тројцата ја работиме 10-та година доста успешно и од таа академија има произлезено многу играчи кои што настапуваат и прва лига и моментално во Победа и секаде соработката ни беше доста успешна и мислам задоволство беше да се работи со таков човек, бидејќи секој ден бевте во комуникација. Да, секој ден бевме и на тренинзи. Мислам дека имаме многу добра соработка. Еден таков лик, фудбалски лик од Прилеп, сигурно ќе биде инспирација и беше инспирација за многу генерации, дури и за овие најмладиве. Нема кој не знае се за него вака во комуникација со овие млади фудбалери. Сите знаат многу за Николче Здравевски и оние квалитети кои ги поседуваше и како дарба и како енергија за работа. Па ви кажам дека школата што ја формира за брзо време
направи добри резултати и децата го сакаја како тренер. Тоа е многу битна работа и важна работа да Како еден да авторитет. имаш и авторитет и комуникација со тие деца, со мали деца да работиш да. Тој си воспоставен на таква комуникација и со неговата стручна работа ви кажав дека многу брзо напредуваше неговата школа и во градов и надвор од градов. Секако се работи за човек кој што си ја знаеше работата. Кој ќе се спомнеше Никол Чезарец, се знае дека се зборува за фудбалот и како играч и како тренер. Да. Чинам дека редовно учествуваше неговата фудбалска школа и на овој турнир што го организираш ти, меѓународен турнир. Па да, и од првата година На Могила учествуваше на тој турнир и секогаш беше добродојден и со квалитетни екипи настапуваше. Ви кажав дека имавме одлична соработка и со школите, и во академија, и фамилиарно. Не секогаш бевме добри, така да јас изгубив еден добар пријател. Заборавив во врска со играчкиот дел, кога бевте соиграчи, како најлесно вие да се читавте, без да се гледате, се проигрувавте некако, дали тоа беше плод на тоа што бевте слични по играта, со техника? Да, со техника богати двајцата, ама и исто така различни позиции тој играше по-офанзивно, напред играше. Значи имаше осет за гол, имаше осет техника добра и лесно е со таков играч да играш. Понекогаш и не мора да биде упатена топката точно најпрецизно, тој знае да ја прифати како магнет да имаше на нозете. Се знаевни и со многу други играчи во тој период, исто и со него, од самите тренинзи, самите надпревари, си го носеа своето, за тоа во одредени моменти знаеме кој кај се движи, кај треба да се проигра и така, затоа и имавме добри резултати. Накратко кажано, значи голема празнина во препскиот фудбал со неговото отсуство. Јас уште сум во неверување, мислам дека денеска ќе се слушниме или утре или ќе се договориме за понатаму за работата во академијата. А и тој требаше пак да биде вклучен во оваа спортска академија. Да, тој си беше вклучен и си имаше подпишано нов договор во февруари месец. Требаше да почне со работа и идеше последниот февруари месец, идеше на тренинзи, учествуваше. Си беше избран во таа академија. Да, утрешниот надпревар победа Осогово, пред да почне сигурно ќе има едноминутно молчење и цел стадион тука што се присутни ќе му дадат почит на Никол Чезарец. Не би требало тоа да се заборави. А и понатаму ќе се спомнува, секогаш кога ќе спомнуваме Парма, Перуџа, Университетеа, секогаш ќе го спомнуваме и Никол Чезарец. Реков ќе остане во нашите сеќавања и многу други шампионски титули, трофеи. Кај сите што го познава и го гледаа како играч. А и онај ведар дух сигурно ќе остане запаметен. Сигурно кога бевте надвор од теренот, сигурно тој придонесуваше за едно расположение. Придонесуваше, ние снимале и не расправи да кажам дека некој контра, али се било тоа во служба на фудбал, знаеше да биде, да кажи се што е во лице го кажуваше, немаше задгрб. Оние дискусии што се водат обично за играта. Да, за играта, за квалитет на играчи, на тренери, и така. Да, но сега многумина го спомнуваат и онај ведар дух, знаеше да направи шеги. Да, па и со децата и во академија, јас сум малце позатворен тип, тој е поотворен и поблизок и така и тие шеги ги имаше стално. Значи, понатаму ќе служи пример за овие генерации. Секако. Покрај тоа што гледаат на телевизија многу звезди, меѓутоа сосема подруго е кој е во близина некој што произлегува од ова поднебје, да се докаже дека и одаде може да има такви големи величини фудбалски. Секако ќе остане меѓу сите нас како добар фудбалер, добар татко, добар родител, добар тренер.
тоа е тоа што беше Николче Здравевски. Ние мораме, животот продолжува и понатаму, за Николче ќе зборуваме и во други прилики секако, а сега Тони, она што е актуелно и во врска со ова работа што работиш ти сега како тренер, се подготвува за спортската академија, меѓутоа работиш и во фудбалскиот клуб Прилеп, односно фудбалска школа Тони. Да. Што е сега најактуелно во ова време? Па сега моментално ни завршува детската лига. Имаме уште две кола да ги одиграме и потоа Таму со кои генерации се учествува? Ние учествуваме од 12-та до 16-та. Значи 13-та, 14-та, 15-та, 16-та и 12-та. И следува плейоф, каде што играме овој преспански регион за да изваиме првак во секоја генерација и се оди на државно ниво во Скопје, каде што се игра за првак на Македонија. Значи приоритетни се сега плейофов овде во овој регион, сите 5 генерации, после тоа мислам дека е на 1 јуни се игра завршниот турнир во Скопје. Тука какви се резултатите или резултатите не се најбитни, туку да се учествува и да се добива искуство? До сега во детскава лига резултати се запишува само на 2012 година, додека другиве генерации не се запишува резултатите. На крај сите екипи кои што сме во детската лига учесници играме плейоф со испаѓање. Зависи колку екипи се во... И првите две екипи што ќе биде ода на завршниот турнир во Скопје. А 12 година е со резултати и со бодови. Првите 4 екипи исто игра полуфинале и првите две екипи ода во Скопје на завршен турнир. Да направиме една споредба. Какви генерации сега имаме на деца во фудбалов што тренираат, какви имавме од времето кога ти Тони беше дете? Зоки не Може можеме да се каже разликата која е различноста? Една споредба само може да се направи. Ние во какви услови работевме тогаш, а сега во какви услови работа децава сега. Значи таа не може да се направи споредба, бидејќи Тогаш имаше само една топка, ми се чини. Може имаше и повеќе топки, ама знам дека трениравме на базен на спортскиот комплекс, се сооблекувавме во Победа, па со трчање одевме до спортски базен, па тренинг, па назад. Терено знаете каков беше терено на спортски базен. Па се вратиш истепан, израскан од терено, од се. Имаме ни фотографии каде што гледам дека децата тогаш носеа подолги дресови многу отколку што Па немаш треба. тие беа и поголеми и помали заедно. А сега имаме Не померка. многу подобри услови има децата за работа. Нивно е само да работа. Има квалитетни деца, излегува квалитетни деца. Не е толкав изборот како што бил порано да... Но сепак и сега има. Јас во моја работа, значи ова година, јуни месец, правам 25 години од работа со фудбалската школа. 25 години. Како играч имаш и школа? Не, 2000 година престанав со активно играње и ја отворив школата. Значи во времето на Джиджи, Никола Илиевски. Не, и Јонус беше. И он дојде 2001-та, ми се чини. Значи тука некаде. Не, тогаш беше. Важно 25 години е и сега во тие 25 години колку играчи имаме, можеме да ги спомниме само неколку од нив кои што моментално наступуваат во прва лига. Маријан Радевски, Давор Талески, Маријан Радевски беше и во репрезентацијата. Јордан Джунамовски, Дарко Илиевски и уште многу играчи кои што после тоа настапува во Победа и сега настапува во Победа и во други клубови низ Македонија. Значи во тој период излегоа многу квалитетни играчи. Тие што биле поупорни, што имале талент, тие успеа. А имало и талентирани деца кои што не биле упорни. Значи и двата фактори се и талентот
но Да, и работата, од Господ, така, да. но и работата. Па мислам дека Може би работата уште повеќе. 20-30% би требало да има талент детето. Ако нема талент, Тоа е основата. тоа е основата. А некој има и со 60-70% талент, 20-30 работа. Па имало деца кои што биле 80% талентирани, кој ќе го видиш како мало, колку работело, колку било добро, понатаму не успеало, бидејќи не било редовно на тренинзи, ги запустувало тренинзите, надпревари, не идело, не било редовно и на 12, 13, 14 години се откажувале. А тие што биле поупорни, успеа и направија успешни кариери. Еве за Илија Најдовски се спомнува како се извинувам. Илија Најдовски се спомнува како човек што првиот печаток бил дека немал многу талент, да речеме, меѓутоа имал многу голема желба и многу голема работа. Па и нашиот Дури и пешки идел, но не знам колку километри од Крушево наваму. Желбата и работата била полно примери со Гоце Садловски, више. Гоце Садловски, кој дојде во Победа, беше обичен играч, обично дете, младо дете. Беше испратен 6 месеци во Питогули. Да, и во Питогули, па дојде тука со работа, се надогради и стана тоа што стана. Не е само тој пример. Стигна дури во Премиер лигата. Да, Шефилд Венци. Работата е многу битна за играчите и без работа нема ништо. Тони, ти достигна едно високо ниво како играч, па еве и како тренер, биејќи беше и во Победа 11 октомври како тренер. Дали како играч мислиш дека можеше уште нешто повеќе од тоа што бидејќи и пентација достигна на Македонија? Секогаш може повеќе. Секогаш може повеќе и играчот секогаш сам се греши. Во кариерата секој играч, мислам, нема играч кој што една-две грешки нема направени. Играш и за Пелистер во втора југословенска лига тогаш беше. Јас ги направив грешките, две грешки имам направено кои што не можам сам да си ги опростам. Тоа е едната грешка на 16 години Партизан бев на проба 7 дена со прва екипа на Партизан и пробата ми заврши успешно. Вукотич беше директор на фудбалски клуб Партизан, ми понуди стипендиски договори, само требаше да се вратам Прилеп и да се вратам во Белград да учам. Јас не појдов таму, се вратив во Прилеп. Дали семејството нешто беше со таква одлука? Па се мислам дека семејството беше со таква одлука и немало. Татко ми не се занимаваше со мене многу со фудбалот, мислам како што има денешни родители кои што децава не ги оставаат. Татко ми дојде прв пат кога заиграв за Победа на 17 години на стадион да го гледа надпревар. Там и едната грешка и втората грешка е со Вардар на 19 или 20 години беше кога беше Вардар првак на Југославија и играше Лига шампиони. Тоа Дончевски беше. Да, со Порто. Тренер. И со Порто прво коло на Куп на европски шампиони. Така беше. И исто тие во летно време Вардар беше голем клуб. И сега е голем нормално, али тогаш беше институција за Македонија. Уште Панчев беше тогаш член на Вардар. Да, па заедно и во летен период во Охрид организираа стално припремен камп таму и ги избираа најдобрите млади таленти од Македонија по 6, 7, 8 играчи, 15 дена таму на припреми со нив беа. И бев не јас и уште 4-5, мислам, Целески беше, Љупчо Наумовски, тој остана во Вардар и направи добра кариера тогаш. Тој мислам дека во одбраната играше. Не, напред играш, десно крило, Љупчо Наумовски. Го замешав со Љупчо Марковски, да. Љупчо Наумовски. И исто и тие проби таму ги поминав се. Тогаш излезе проблем со исписница од фудбалски клуб Победа. Председател беше, мислам, Василе Соколовски. Не ми даваја исписница и не замина во Вардар во тој период. Значи тие се две грешки кај што. А Победа беше во Победа беше трета лига или втора. Не, трета лига. Да. Ама не ми даваја исписница и го памтам уште и стално тоа го зборувам. Методија Спасовски беше помошник тренер и беше дојден во Прилеп тука за поисписница да ја земи. И не ми дадоа исписница, излегуваме надвор и
и вика, Тони, вика, не се секирај, земи ги стварите, вика, и тргнувај со мене во Скопје. Вардар е институција, вика, кога и даја, че ја земи списницата, вика, нема да остаи така. И него послушав, и него, и тоа беше. Сепак после тоа... Веројатно имале влијание и на фудбалскиот сојуз, тогаш се викаше Фудбалска федерација на Македонија, Вардар. Че ја земе ја исписницата, дали по 3 месеци или по 6 ќе ја земе, ама во Вардар ќе направи скроз друга кариера него тука во Победа, бидејќи Вардар настапуваше прва лига и тоа беа тие две клучни грешки кои што ме кошта многу во кариерата, а истата грешка и направи и Јорданчо. Мојот син кој што сега настапува за Пелистер. Тој си го научеше од таткото. Да, тој направи истата грешка кога беше во Бронби во Данска. Исто така на 17-18 години регистриран играч и се врати тука. Сега веќе не изгледа одамна дека беше тоа. Тоа е пред многу години, на 17 години, сега има 29-30 години, пред 15-16 години. Така да зоки тоа е тоа. После тоа сум задоволен, бидејќи достигна еден врв кога се земат предвид овие настапи во репрезентацијата на Македонија. Да, и во репрезентација, и во клубова Победа сум настапувал стално. За Пелистер кога Џоко Хаџиевски беше. Да, исто и тогаш Македонија Ѓорче Петров направивме од клуб кој што беше Асиба, кој што беше клуб, малски клуб. Дојдовме до Интертото, победивме Олимпија Лјубљана, игравме со Бастија. Значи се нас Мислам дека придонесе тогаш за победата над Бастија. Да, 1-0, јас го постигнав тој гол во Скопје. Прекрасен гол, што нема човек што не го памети, иако е сега многу одамна, може би има 30 години или тука некаде. Не 30, ама 27. Има како 26-27 години. Многу одамна, сите знаат дека тој гол беше прекрасен и да се победи француски представник. Да, Бастија во тој момент беше еден од најдобрите клубови во Франција. Така да сум задоволен од тоа што го постигнав и понатаму со школата работиме, ви кажа, 25 години ова година. Исто мора да спомнам и вие сте стално присутен на тие турнири, трета година заедно со општина Прилеп и клубов мојава школа. Меѓутоа, да не забораваме и во врска со играчкава кариера. Тони, мислам дека најголеми квалитети ти беа техниката, дриблингот, додавањето, соработката со другите играчи, но и слободните удари. Сите со душа чекаат слободен удар и се знае кој ќе го изведи. Еден од кандидатите што претендираше публиката, Тони Наумовски. Па имаше и други што изведуваа. Да, тој период стварно бев успешен во изведување на тие слободни удари, но јас и сега и на децава му објаснувам, му кажувам дека без тренинг нема ништо. Јас стално после тренинг сум останувал уште пола сат, че сум шутнел 30-40 слободни удари, бидејќи не можеш ти, то не е ако не вежбаш и ако не работиш, дека на секој надпревар може да погодиш. Како одлучуваш каде ќе шутираш, дали над зид, дали покрај зидот, дали некако... Не знам, дека јас стално шутирав преку зид, тој ми беше омилен удар, така и сите голови беа така постигнати. Ама пак кажувам, со вежбање, значи остануваше стално еден голман после тренинг, уште пола сат. Памтам Благоја Смоковски, мислам со него добро соработувам, значи останеше после тренинг и за него добро и за мене добро. Со вежбање се постигнува, ако не вежбаш, значи, нема ништо. Кога не го тера играчот да тренира, туку сам презема обврска, тоа е нешто што се вика професионализам. Па јас ме влечеше тој, бев успешен во таа работа и затоа и останував после тренинг. Го работев тоа и навистина бев успешен во тие години. Еве го спомнавме Николче Здравецки како еден од оние одлични играчи со кои се работуваше. Кои други би ги извоил вака велемајстори во фудбалот и ти било задоволство да играш со нив? Па мислам не мора во Победа и во другите клубови.
Пред завршувањето на кариерата Рубин Георгиевски поиграв на една година, мислам така. Јас тогаш легував во прва екипа и ова беше играч кој што ми оставил најголем печаток. Кој што беше голем техничар во секој момент. Знаеше да проигра, знаеше да од тие предходно мислам Јове Магде, Ристо, и со Ристо многу мал период, малце 6 месеци, со Јове Магде нема. Со Ристо Горски беше соиграч? Јас бев тогаш, тие беа Македонска лига и тогаш... Тој пред да заврши кариерата? Да, на завршувањето на кариерата, тие 3-4 месеци, јас тогаш бев како дете, 16 години. Тогаш беше втора Југословенска лига? Да. И со Лазар Плачков мислам дека беше? Да, Лазар Плачков беше. Па тоа што ме зеде во прва екипа. Од прилепските фудбалери, значи, имаше квалитетни... Јове Магдески беше подоцна беше... Подоцна ми беше тренер ми беше... Дали ти беше идол, еден од идолите? Да, ми го спомнуваа многу, јас многу малце. Го имав гледано, ама како соиграч не ми бил, али прекрасен играч и добар играч, да. Со Манески исто играв на одреден период, 2 години така. Лазе Петрески претходно беше, Владо Димовски. Значи така да имаше квалитет, голем квалитет беше. А против оние кои што си играл противничките екипи, кој вака имало и странски тука, еве Николче Здравевски беше сликан со Фабио Канаваров. Видовме на фотографија против Парма. Па, кој играв не, јас играв не тој надпревар, Турам тие играше, светски звезди. Да, Консеисао, Турам, Саво Милошевиќ беа тогаш во Парма. Едно е да гледаме на телевизија, ма сосема друго, па, натре во мислам теренот. дека квалитето е на нивна страна, се гледаше дека се една класа над нас, бидејќи самата работа во тие клубови, условите за работа и ние да не биле во тој период родени таму, сигурно дека ќе го имав нистиот квалитет со самата работа и условите кои што ги имале за работа. Во Скопје препон стадион од капацитетот кој беше дозволен против Парма, па 20 или 25 вагони беа од прилет за Скопје. Не заборавна атмосфера, тој надпревар, иако го загубив, не 0-2, не беше премногу. Не беше премногу. Од така светски клуб. И публиката, навивањето. Цела Македонија да навива за еден да. клуб, за победа, тоа мислам дека многу ретко се случувало. А освен тогаш. Цела Македонија дојде да навива за победа. Цела Македонија, ама и навивачката група наша, Мајмуни беше во тој сега период многу активна, каде што сега еве не гледаме, нема ништо од тоа. Се изгубено, нема. Пак се прават напори да се прават напори, ама таа беше навивачка 25 вагони да се преселат од Прилеп до Скопје. Да, навивачка група која што ние одговаравме пред таа навивачка група. Значи, ако одиграме слабо во неделата, во неделата ни било незгодно или срам до среда не сме излегувале в чаршија. Бидејќи тие знаеле и да критикува и да навива. Да. Али секогаш биле со нас, ама беше голема бројката. Значи, кога ќе ги видиш на стадион таа бројка, еден мотив плюс за играње за секој играч. Тоа ни уште да спомнеме за Парма, таму на голот беше Буфон. А ти се обиде од огромна далечина да го совладаш. Имав еден шут. Близоки не е ништо чудно и да погодиш, може и Буфон да е кој да е. Се случува. Се случува да постигнеш гол. Али сепак беа и мина. Влезе во статистиката дека имам шут нагол. Ретки беа шутовите нагол. Да. Се разбира, Парма е светски тим. Квалитет беше тоа. Парма и со една Барселона можеше да се спротистави и со Реал Мадрид. Тие играчи што ги имаат. И тие го освоја купот на УЕФА тогаш. Да. Таа сезона. Сега, Тони, за она што почна да зборуваш за меѓународниот турнир што го организирате редовно, секоја година, па и оваа година, кога ќе се случи? И каде? Оваа година планираме заедно, ви кажав дека... Со општината? 3 години со ред со општина Прилеп заедно го организираме. 3 години беше на Могила и оваа година поради 25 годишнината од постојањето на мојата школа. Четврт век. Да, сакам да го одбележам малце по организирано
и да биде на градски стадион. Датумот е последниот викенд од јуни, значи 27, 29 јуни, тродневен турнир ќе биде со покани на квалитетни екипи, нема да биде со пријавување. Од кои држави? Па претежно мислам дека Србија, Бугарија, Албанија нешто ако успееме. Има најава од Хрватска нешто, еден клуб, ако успееме да го донесиме. И од Македонија сигурно од прволигашите, сите школи, одредена ќе биде бројката, нема да биде, кажав, со пријавување. Игор Митич сигурно од Србија не избере. Да, Игор Митич. Тој беше соиграч токму против овај со Мој се надевам дека и ова година ќе биде присутен. И така 25 годишнината од постоењето сакам да така спектакуларно да биде. Значи, на градски стадион? Да, на градски стадион. Да биде, периодот е добар. Во тој период екипите се уште активни, бидејќи јули месец му е претежно на сите младински школи пауза. И така да го одбележиме ова 25 годишни од постоењето на школата. Планирам да ги поканам сите мои играчи кои што потекнуваат од школата, кои што имаат кариери. Една заедничка вечера со сите нив. А сигурно може така, за публиката тука на и нова трибина. публиката ќе биде, мислам дека ќе има поголем број, бидејќи се работи за наградски стадион, трибина има добра трибина и дека ќе поминеме во најдобар ред и така да се подружиме уште тој период, после тоа месец јули е пауза. Многу работи кажавме, меѓутоа за победа секојаш спомнуваме, еве сега како допираат до тебе овие најнови информации, реформи во фудбалскиот клуб Победа? Па Зоки, знаеш дека една од слабите точки ни е победа на сите, на цел град и ние како бивши играчи секако дека сакаме победа да биде кај што бевме ние во тоа време. И децава што ги подготвувате, секако... И децава што ги подготвуваме, ги спремаме за победа, сигурно, не ги спремаме за другиве клубови. Слушам убави работи и се надевам луѓето кои што се вклучени во овој проект на победа. Вие сте подготвени сигурно за една соработка со нова управа? Секако дека и таков стремеш. Секако дека јас и досега снимале добра соработка. Играчите кои што биле од мојата школа стално биле првени во победа, па после тоа си правеле кариера. Кажав дека луѓето кои што се во победа сега, кои што се во управен одбор таму и ова, дека знаат, биле фудбалери и Стојковиќ и Мегленски и овој од Вардар Сашо Поповски. Сашо Поповски ги знаат работите, играле во големи клубови сите и би требало, се надевам дека победа ќе ја вратат на старите патеки, кај што ќе има еден стабилен прволигаш. Макотрпна работа, мислам дека не може се преку ноќ да се постигне, но има едно нешто, тоа е победа. Значи брендо победа го има, бидејќи не е клуб, да не ги навредувам како други клубови, победа е секогаш бренд и име кое што има големо значење во македонскиот и пошироко. Така да самото име победа, самиот бренд треба да го искористат со една добра организирана работа. Играчи има, играчи, не фудбалери има, фудбалери со една добра селекција, прилепски деца кои што настапуваат во други клубови, сигурно има над 20 деца кои што се натпреваруваат во прва лига, втора лига. И што е битно за еден клуб,
победа кога беше добра, најдобра, кога имала резултати, кога имала домашни играчи. И само пополнувала онаму каде што... И она му стално по еден, двајца, тројца играчи замала од страна. Кога победа почна да има 15-20 играчи од страна, тоаш почнува да пропаѓа клубот. А кога има домашни играчи, костуро на екипата домашни играчи, тука имаш и публика, имаш и квалитет, имаш и... Затоа мислам дека, јас се надевам дека со новава управа дека победа, иако треба да му се заблагодариме и на старата управа, на Гешовски, кој што успеа во овие тешки услови да обезбеди второлигашки статус, бидејќи и тоа беше во прашање. Мислам дека 80-90% И да отстојува клубот. Е обезбеден, но во тие тешки ситуации во клубот каде што е со безпарица, со се успеа со негова работа, напор, како и да е се снајде и успеа клубот да го остави во втора лига. Бидејќи ако испаднеше, тоа е уште потешка ситуација. Да, победа не е местото во втора, а камоли во трета лига. Да, беше близко до трета лига. Да, Бараш играше лани. Лани Бараш годинава, значи еви направи напори и успеа некако да го извадат клубот од таа тешка ситуација. Значи кажав и тој човек се трудел, значи не е лесно да се води клуб, еве јас водам школа па знам како е, во која ситуација е потешка, а не тој како клуб. Има соки убави работи и мислам дека треба да почекаме да видиме како ќе се реализираат тие планови. Сите се надеваме на многу подобро од она што беше, бидејќи победа не заслужува да е втора лига. Тони, рековме ние краток разговор, меѓутоа знам дека со тебе не може да биде пократок од 30 на минути, а ние имаме уште што да разговараме, меѓутоа да оставиме ајде за друга наредна прилика. Например, пред одржувањето на овој турнир, да, и когаш би се сретнали овде во студио? Секако ќе се видиме. Значи во јуни некаде? Јуни, крајот на јуни, 27, 28, 29 тој период, Боже здравје, ние веќе почнуваме со подготовки, имаме направено нешто. Се надевам дека ќе помини се во најдобар ред. Благодарам и да се видиме тогаш, а сега завршуваме тука со разговорот и одиме со музичка numera, па имаме и следен соговорник овде на тема пинг-понг. Благодарам за уште еднаш и голем поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Спортски журнал на Радио Пела. Спортски журнал